почитувана председателке на Комисијата за финансирање и буџет, почитуван заменик министер, колешки колеги пратеници, втор ден расправа по основ на предлог буџетот за 2025 година. Со исклучителна доза на внимание ги следев сите дискутанти до сега, секако почнувајќи од експозето на почитуваната министерка. Министерката во своето експозе даде една сосема нова формулација, нов концепт, односно визија на владата за наредната година базирана на реални макроекономски предпоставки. Исто така, за прв пат зборуваше и за ефикасно прибирање на приходите, но и еден сосема нов термин во делот на трошењето на тие пари, тоа е ефикасното прибирање од една страна и ефикасното користење на паричните средства, односно на сите собрани средства. Секако дека основниот, тоест базичниот постулат е забрзан економски раст, пред се како резултат на реализација на крупни инфраструктурни проекти, проектите во единиците на локалната самоуправа, како и странските директни инвестиции. Според мене, три клучни збора мораме да ги знаеме, тоа е, кои што се исклучително важни, а тоа се растот, реализацијата и развојот. Ако направам сублимат и сето тоа го вметнам во една реченица, тоа некако би изгледало вака: раст на бруто домашниот производ преку реализација на владините програми и подпрограми за забрзан развој на државата, односно на Република Македонија. Три клучни збора: раст, реализација и развој. Според почитуваниот колега Стојановски, овој документ е крвната слика на економската политика што ќе ја води оваа влада. Во неговото излагање истакна дека поттикнувањето и вложувањето во реалните инвестиции значат и подобрување на животот на сите граѓани во нашата држава. Посебно истакнувајќи во услови на првично стабилизирање кое што се деси во изминатите неколку месеци. Повисоки плати, пензии, економски раст, а напролет од негова страна беше најавено дека Република Македонија на 800 точки ќе изгледа како едно големо градилиште. Почитувани, буџетот представува годишен план на функционирање на фискалниот систем на државата, кој е директно поврзан со политиките на извршната власт и е базиран на среднорочна фискална рамка. Буџетот со еден збор представува слика на општествените потреби. Од една страна проекции за приходи, а од друга страна распределба на расходите. Кои се тие макроекономски и фискални проекции за 2025 година? На приходната страна детерминирани се 358 милиарди денари, на расходната страна имаме 400,2 милиарди денари, а дефицитот е проектиран на 41,3 милиарди денари. Да дадам веднаш појаснување во делот на приходната страна, кај буџетските приходи. Спомнатата сума значи раст на наплатата за 13% во споредба со усвоениот ребаланс на буџетот. Најмногу средства секако се даночните приходи и придонеси. Овде, претходно колегите дадоа исклучително добри поенти во тој дел. Јас само ќе спомнам дека за 2025 година приходите од данокот на додадена вредност се детерминирани на 86,7 милиарди денари. Секако овде доаѓаат акцизите, данокот на личен доход и така натаму. Даночната политика ќе се базира на намалување на сивата економија и често пати овде имаме дебатирано од едноставна причина што сивата економија, ако добро ме служи помнењето, некаде зафаќа 30 до 39%, да не речеме пола од економијата, отпаѓа на сивата економија, што е незамисливо и недозволиво за една економија како што е македонската.
Значи, даночната политика од една страна ќе се базира на намалување на сивата економија, поголема наплата на средствата во државниот буџет, а целта секако е одржливиот економски раст и развој. Она што е најинтересно кај расходната страна, имаме зголемување од 10,3% повисоко ниво и со тоа се обезбедува за прв пат развоен елемент на развој преку капиталните расходи, поддршка на стандардот на граѓаните, намалување на сиромаштијата, како и поддршка на приватниот сектор и секако единиците на локалната самоуправа. Најзначајна ставка во предлог буџетот за 2025 година се капиталните расходи во износ од 50,5 милиарди денари. Секако, за плати и надоместоци имаме зголемување за 3,7 милиарди денари, исто така и кај трансферите до единиците на локалната самоуправа. Секако, често пати спомнувано, овде пензиите, секако дека трансферите се зголемуваат, исто и во делот на здравствената заштита. Најголемите износи за капитални расходи се однесуваат во делот на Министерството за финансии, тоа се функциите на државата, Министерство за транспорт, Министерство за одбрана, за здравство, образование и наука и Влада на Република Македонија. Она што е, можеби, најважниот макроекономски показател, растот на GDP, односно растот на бруто домашниот производ, е со стапка проектиран од 3,7 за 2025 година. Претходно овде во оваа иста сала дебатиравме малку во поразлични улоги во делот на проектирањето на стапките на раст. Сега од оваа перспектива, гледајќи се, увиде дека ние сме биле потполно во право кога Социјалдемократскиот сојуз и Демократската унија за интеграција ги проектираа своите буџетите со стапки кои што излегува дека се нереални, а средната вредност во изминатите 7 години за нивната стапка на раст е некаде помеѓу 1,5 и 1,6, што значи дека тие проекции за раст на бруто домашниот производ воопшто не се исполнија. Јас само овде ќе спомнам уште во овој дел за стапката на инфлација. Стапката на инфлација е проектирана, ако не се лажам, на 2,2 во 2025 година. Доволно е да се каже дека се очекува намалување во делот на инфлаторните притисоци, а тие инфлаторни притисоци се однесуваат на цените на енергенсите од една страна и од друга страна цените на прехранбените артикли. Околу јавниот долг, согласно проекциите на Министерството за финансии, државниот долг на крајот на 2024 година ќе изнесува 53,7% од бруто домашниот производ, а јавниот долг, почитувани, се очекува да биде на нивото од 62,7%. Она што често пати беше спомнато, само че го спомнам јас уште еднаш, повисоките плати за образовните работници, здравствените, државните административци, полицијата, повисоките пензии, сето тоа ќе биде возможно, остварливо со реализацијата на сите оние буџетски претпоставки за 2025 година. Она што посебно го издвоив јас, во Министерството за транспорт, во буџетот за 2025 година е планирано зголемување на буџетските средства за 69,4% или приближно за 7 милиарди денари повеќе. Покрај новата подпрограма за инфраструктурни проекти во општините, која изнесува 2,8 милиарди денари, во новиот буџетски план за следната година има зголемување за 3,9 милиарди денари повеќе во програмата инвестиции во патна инфраструктура, кое што е исклучително значајна подпрограма, и тоа за цели 95,1% повеќе од буџетскиот документ за 2024 година. Она што е многу значајно во делот на расходите во Министерството за транспорт, кои ще се позиционирани некаде за цели 6,7 милиарди денари или во вкупен износ од некаде 16,3 милиарди денари,
и најголем дел од проектираните расходи се планирани за капитални проекти. Владата, во делот на Влада на Република Македонија има зголемен буџет во вкупен износ од 6,9 милиарди денари. Најголемо зголемување има во програмата Економски развој, каде износот е зголемен за 3,2 милиарди денари. Овде се многу важни подпрограмите привлекување на странски директни инвестиции. Има вкупно 2,4 милиарди денари, а дополнително 1,3 милиарди денари за финансиска поддршка на инвестициите, односно за домашните инвеститори, што само укажува на тоа дека не се води само грижа за странските инвеститори, туку напротив и посебно внимание треба да имаат еднаков третман и домашните инвеститори. Исто така би спомнал за Министерството за животна средина и просторно планирање, има зголемување од 2,4 милиарди денари, повеќе во споредба со 2024 година. Главен акцент секако кај заштитата на животната средина и најголем дел од средствата се наменети за капитални проекти кои се зголемени за 90% или за 2,2 милиарди денари. Зголемување исто така покажуваат капиталните расходи кои што се наменети за капитални дотации до единиците за локалната самоуправа или за 641 милион денари повеќе средства за следната фискална година. Зошто сето ова го зборувам и зошто посебен акцент ставам на единиците за локалната самоуправа? Затоа што според мене тоа е од многу голема важност. Првата владина програма децентрализација во буџетот за 2025 година има проектирано 3,9 милиарди денари повеќе, што е зголемување од 11% на средствата за поддршка на локалните самоуправи. А кај подпрограма пренесување на надлежностите до единиците на локалната самоуправа имаме највисок износ со дополнителни 1,9 милиарди денари за 2025 година. Исто така и кај последната подпрограма инфраструктурни проекти во единиците за локалната самоуправа, каде што рековме има зголемување од 30,6% во износ од 1,4 милиарди денари. Не треба овде посебно да спомнувам 1 милиарда, која што ќе биде на располагање на секако на општините, и ова е најдобар доказ за она за кое што споревме во изминатите 4 години, а спорот беше во следното, дека не може да има развој на Република Македонија, на државата Македонија, доколку имаме неразвиени општини. Мене ми е посебно драго што во буџетот за 2025 година има еден огромен дел од финансиските средства кои што ќе бидат пренесени на единиците на локалната самоуправа. За земјоделството имаше одлично излагање колегата Малиша, не би сакал сега да се повторувам. Се продолжува делот на субвенционирањето, земјоделците по никоја основа не смеат да останат без владина поддршка. Исто така за сите други, сето она што има зголемување, дефинирано е зголемување во буџетот за 2025 година, за да може да се остварат проектираните стапки на раст, проектираната стапка на раст, мора да постои реализација на сите овие проекти. Од моја страна лично јасна и недвосмислена поддршка за предлог буџетот и секако за новиот концепт, за новите економски политики и секако новиот начин на работа за раст, реализација и развој. Ви благодарам.